Аплаузи, овации и емоции. Воодушевување кај публиката на премиерата на Утре наутро, која поради огромниот интерес истовремено наполни 4 киносали во Синеплекс. Приказната инспирирана од 27 април и настаните кои следуваа потоа, спакувана во нешто над 2 часа, никого не остави рамнодушен. Одлично, прекрасно. Мене ми е за прв пат да гледам филм на маестро Јани Бојаджи, би рекол, воодушевени и од приказката, и од фотографија, од музика. Музиката беше прекрасна. Колку што можев да прочитам, исто е негова и музиката, така да прекрасни доживување од вечерашната премиера. Јас сум потресена после филмот. Бевме сведоци вечерва на нешто што веќе 10 години го живееме. Па има некои работи што уште не се знаат и треба да се откриваат. Но добро е што се отвара оваа тема преку уметнички ваков чин. Филмот представува рефлексија на современата Македонија низ призмата на неколку силни жени кои се подготвени на се за да ги одбранат честа, семејството и заедницата. Емотивниот набој доловен од актерската екипа се прелеа кај публиката во киносалите, а потоа и на црвениот килим, каде за време на коктелот се разменуваа впечатоци и коментари. Мислам дека се си кажува филмот и луѓето може да се толкуваат точно онака како што сакаат. Многу вознемирувачки, со многу длабоки емоции. Мислам дека Јани Бојаджи направил маестрално дело, кое побудува секаков тип на чувства, што е исклучително значајно за едно уметничко дело, но и не подсетува на нештата од минатото, кои за нас македонците се значајни и кои треба да ги помниме. Гледав од човечки аспект да изиграм улогата, да пробам да се отсечам како што сум во животот од политиката и знаев дека публиката ќе си го доживее како си замислила, како си сака и сега ќе се завземе страна и дека за добрим конјом прашина се диже. Авторот на ова дело, Јани Бојаджи, вели дека филмот ги надминал и неговите очекувања, особено откако ја видел реакцијата на публиката. Менувавме многу работи во процесот на подготовки, за време на снимање и на крајот во монтажа која е пак една приказка за себе си, така да во секој случај направивме приказна онака како што ние сакавме да ја раскажеме. Тоа што направивме независен продукт е тешкотија, затоа што мора да внимаваш на се, да работиш многу брзо, да бидеш експедитивен, но од друга страна дава слобода. Значи да не се ограничуваш од фестивали, од агенции, од фондови кои диктираат услови, правила. Утре наутро покрај во Скопје во Синеплекс веќе може да се погледне и во кината во Штип, Велес, Богданци, Струга и Крива Паланка. Филмот е дел од поголем проект кој вклучува и телевизиска серија во 5 продолженија која треба да се емитува на Алфа телевизија наредната година.